Добивме поддршка од Американската амбасада, од USAID и од МИМ со еден стратешки проект "Младите размислуваат", кој што се однесува на воведување на медиумската писменост во наставните образовни програми. Како што веќе јавноста е информирана, Министерството и Бирото за развој на образование започнаа со имплементација на новата концепција во прво и четврто оделение од 1 септември оваа учебна година, каде што веќе медиумската писменост е воведена во наставниот предмет за мајчин јазик, како и се поставуваат можности за поврзување на медиумската писменост и во другите наставни програми, се со цел да ги обучиме младите критички да размислуваат и да ги препознаваат лажните вести кои што се навистина голема закана на секојдневието во кое што живееме. Сметам дека не само како Министерство, туку секој од нас има обврска кон младите луѓе да ги, да речеме, оспособиме со вештини за препознавање на ваквите лажни вести, да ги научиме да разгледуваат информации од повеќе извори, критички да ги разгледуваат и понатаму да донесуваат одлуки за себе или за действувањето воопшто во локалната заедница, да кажеме, каде што живеат или во сопственото семејство. Концепцијата досега одлично се имплементира, сметам дека и наставниците, обуките кои што ги поминаа им се основа за имплементација успешна на наставните програми за прво и четврто оделение, но овој проект на вистина ќе даде можност не само да имаме дополнителна обука за наставниците, туку и да се продуцираат дополнителни материјали за обука и за доусовршување на наставниците, но овој проект ќе обезбеди и можност за различни дебати, вклучување на младите во овие процеси на преиспитување на информациите, критичко размислување и борбата против лажните вести, што е основа, да кажеме, за развој на понатаму демократско општество во кое што ќе поттикнуваме дебати, критички младите ќе ги поттикнеме да учествуваат во сите процеси кои што се случуваат, затоа што на тој начин ги поттикнуваме институциите да бидат транспарентни, отчетни и многу повеќе да ги пресретнуваат потребите на граѓаните, а за таква држава и такво општество се бориме.